Искрено да ви кажам, значи, политичката борба и припокувањето кое се случи последните неколку дена, ценам дека ќе остане во оваа година и веќе во наредната ќе внесеме нова свежина, нов однос и нови меѓусебни ќе внесеме ниво на меѓусебно почитување во таа политичка битка. Ценам дека тоа што се случуваше овие неколку дена е под секој ниво на политичка, но пред се на човечка борба и на човечко достоинство. Јас, она што имав го кажа во демантот, сега користам приликата пред вас како медиум да информирам јавноста дека ниту имам информација до денес дека има донесена одлука за отварање на таков клуб во Берово, ниту некој пат имам присуствувано на било каква средба организирана од било кого, во името на граѓаните да давам некаква подршка за личности или нивни активности на подрачјето на нашата држава, а пред се на подрачјето на нашата општина. Користам прилика да кажам дека и во демантот го спомнав дека господинот Милен Врабеска го имам видено во февруари 2019 година и повеќе средба никој пат, мислам, може би да организира средба, меѓутоа средба на која присуствува градоначалникот од Берово немало. Што се однесува до политичките противници, до партијата ВМРО понекоја бара од мене одговор, јасно кажувам дека ниту сум учествувал, ниту имам информација во моментот доколку те имаат и за моето учество во било какви средби кои заговараат отварање на клуб, слободно нека ги изнесат пред вас како медиум, пред институциите кои се надлежни за тоа, за да реално на вистината е една и таа треба да биде да излезе на површина, се со цел да јавноста и пред се граѓаните не бидат доведени во заблуда и да градат лоша перцепција за нас како политички субјекти, а особено нашата подршка заедничка, говорам како две партии кои партиципираат во Советот, е наша обврска за подобро утре на граѓаните, за да креираме заеднички локални политики кои ќе овозможат подобар живот на граѓаните, тие мал број граѓани кои останат тука да живеат и за кои и ние и ВМРО ДПМН носиме обврска кон нив да тоа го испорачаме.